Чуда ја прават оваа земја чудно, бидејќи на мала територија се случуваат такви природни феномени, на кои дури и научниците во прв момент немаат сигурен одговор. Винничани, особено жителите на Грланско мало од Винничка кршла, со години се прашуваат кој и како ги донел познатите кактусови растенија од видот Опинтија во недопрената природа на долговите покрај селото, како тие се прилагодили на овдешните климатско-почвени услови и што би можел да значи нивниот опстанок на нетипичниот континент и на надморска височина од околу 500 метри. Мештаните воопшто не се возбудуваат поради појавата на кактусовите растенија, бидејќи одамна знаат за нив и сметаат дека се одомакиниле. Еден од нив е Венко Манасиев, кој секоја година ги гледа кактусите со нивните зелено-сини бои, кои се прелеваат во специфична виолетова нијанса, која никој не го остава равнодушен. Тој има своја теорија или логика како овие пустински растенија се одомиле во Винничко. Инаку овдешното население верува дека силни ветришта кои понекогаш носат пустинска прашина можеби донели и кактусово семе кое овде успеало да вегетира. Можна и некои птици преселници да ја одиграли улогата на сејачи. Третата теорија е дека тука пред многу векови имало кактусови растенија, но дека поради климатските промени опстанале само на одредени места. Феноменот на кактусовите долини е во фактот дека тие немаат речиси ништо заедничко со пустинските предели во САД и Мексико, а сепак овозможуваат екзистенција и успешна вегетација на кактусите. Дека оваа земја навистина чудна зборуваат фосилните откритија од носорог, слон и други одамна изумрели животни карактеристични за стипски и прериски подрачја во Делчево.